Се инспириравме токму од празничниот и од зимскиот период за да направиме оваа тема, но верувам дека треба да се стави акцент и во текот на целата година со оглед на тоа дека често пати многумина од нас прават најразлични грешки при самата исхрана. Зошто ја одбравме оваа тема, како да ја одржиме нашата идеална тежина во зимскиот период со оглед на тоа дека често пати во зимскиот период се случува да имаме намалена физичка активност, но исто така и калорична храна на самите празнични трпези. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, доктор Гордана Марковиќ. Те и посакаме добро утро. Добро утро до вас, добро утро до гледачите. Напоменав неколку фактори, намалената физичка активност, па и калоричната храна за време на празниците, но еве генерално според вас, зошто имаме зголемување на нашата телесна тежина во зимскиот период и кои се најчестите грешки кои што ги прават луѓето при исхраната? Во зимскиот период, значи првенствено исхраната ни се разликува од летниот период. Затоа што во зимскиот период има помалку зеленчуци, помалку свежи зеленчуци и самото приготвување на храна е повеќе базирано на скроб на јаглени хидрати, вклучително тука значи ориз, грав, компир, па и нешто ако се замеси, значи повеќе сконцентрирана храната, фокусирана на јаглени хидрати, помалку протеини, зеленчук уште помалку во летниот период кога имаме изобилство на зеленчук, значи имаме поголема подготовка на зеленчук и помалку, барем така се надевам, нели? Од друга страна се спрема помасна храна, покалорична храна, со самото тоа нели зголемен калоријски внес. Од трета страна малку сме пооблечени, малку сме попокриени, малку нашето тело не е толку изложено нели на плажа, па се надеваме или мислиме барем дека можеме да сокриеме некој мал вишок и тоа ни дава една доза на опуштеност. Па така, значи сите тие три фактори доведуваат во зимскиот период да сме малку поопуштени со храната, да сме помалку внимателни на телесната тежина и тоа придонесува до зголемување. Каде се прават најчестите грешки во однос на празничниот период? Нели, верувам дека можеме и да уживаме во таа калорична храна, доколку има некој баланс и го правиме тоа умерено. Секако, јас стално кажам на моите пациенти дека на слава се оди сит, значи не се оди прегладнет, затоа што вообичаено кога сме прегладнети, јадеме поголема количина на храна, нешто што нашиот организам не е способен да го согори и така ако се помножи пута не знам колку слави во периодот, доведува исто така до зголемена тежина. Како да ја одржиме нашата идеална телесна тежина? Дали можеби за тоа би помогнале некои диети кои потоа не би направиле јој ефект? Дали имате препорака за тоа? Така, значи секако дека постојано мониторинг, да кажем, на нашите тањери би довело до одржување на телесната тежина, значи не претерување. Но ако зборуваме за диети кои што значи се балансирани, тоа значи дека треба да се води сметка за градивните елементи од храната кои што ги внесуваме. Тука првенствено зборувам за протеините, витамините и минералите, а помалку треба да има масти, а шеќери ако може ни малку. И да, значи многу е важно да таа тежина ја задржиме, тоа што го спомнавте, значи да нема јојо ефекти. Сега, значи, за тоа, например, нашата програма се базира на една докторска дисертација, која што е одбранета на Харвард, во која што се смета дека панкреасот е главниот виновник за зголемена телесна тежина. Сега тоа не значи дека сите пациенти наши кои што дошле со вишок на килограми имаат диабетес, но сметаме дека имаат нарушена функција на панкреасот, во смисол
или цел ден гладуваат, па потоа се прејадуваат, или постојано имаат дразби на панкреасот, односно постојано нешто подкаснуваат, грицкаат. Значи, едната и другата работа се погрешни и Како мислите грицкаат, што ви значи тоа? Значи, подкаснуваат, тие може би имаат 2, 3, 4 главни оброци и измеѓу константно нешто подкаснуваат. Значи, имаат, кога ќе земете во текот на денот, тие константно нешто подкаснуваат. Измеѓу оброците грицкаат нешто, да кажем. Нема одмор, нема пауза. Нема одмор. Значи, нашиот панкреас е створен така да функционира 5 пати и само 5 пати во текот на денот. И затоа ние треба да јадеме само 5 пати. Во нашиот програм, значи, ние водиме исклучителна важност за нешто што се вика реедукација на панкреас. Значи, кога ќе дојдат така пациенти со пореметена работа на панкреасот, значи, или еднаш во денот, или 100 пати во денот да јадат и да го дразнат панкреасот, неопходно за одржување на тежината е да направиме реедукација на панкреас. Таа реедукација на панкреас ние ја правиме со постепено воведување на некои храни во одредено време и на тој начин го учиме панкреасот како, кога и колку да лачи инсулин во организмот. На тој начин се учи организмот како, кога и колку да биде гладен и после тоа, значи, се даваат инструкции на пациентите како тие да го следат тој инстинкт и да јадат тогаш кога се гладни, значи, од една страна да не прегладнуваат, од друга страна да не јадат константно и кога се гладни и кога не се гладни. Значи, во нашиот програм таа реедукација е темел на задржувањето на тежината после диетата и секако, значи, после диетата пациентите добиваат точни инструкции што, колку често да јадат и останува на нив само да ги следат но тие инструкции и така треба секогаш. Значи, постојано треба да мислиме што, кога и колку јадеме, ако сакаме да ја задржиме телесната тежина. Воспротивно, ако после диетата се вратиме на старите навики кои што не довеле до почетната состојба на зголемена телесна тежина, ќе се вратат и старите килограми. Се пропадне во вода. Пред самиот крај напоменавме нели дека константната храна си игра улога, исто така не секојдневната физичка активност, односно намалената физичка активност, но колку стресот и дали стресот влие врз зголемувањето на нашата тежина? Значи, прво сакам малку да кажам за физичката активност, пошто веќе ја спомнавте. Значи, физичката активност, според научните студии, во одредување на една телесна тежина на еден пациент учествува само со 20%. Значи, 80% и припаѓа на храната, односно колку јадеме. Затоа што, значи, со физичката активност ние можеме малку да допринесеме во одржувањето на телесната тежина, но клучен фактор е што, колку и колку често јадеме. Од тој аспект, значи, физичката активност е многу здрава, многу препорачана, но заради одржување на тонусот на мускулите, заради држањето на скелетот во правилна функција, заради здравието на локомоторниот апарат, значи коски, зглобови, заради спречување на кардиоваскуларни заболувања. Значи, физичката активност е неопходна да ја имаме, но кога што се однесува за одржувањето на телесната тежина, клучен фактор е храната. Сега, значи, според научните студии, тоа што ме прашавте за стресот, според научните студии, стресот кај 60% на луѓето допринесува за зголемување на апетит или кога претеруваме за неконтролирано јадење, за неконтролиран апетит. Но во 40% доведува до губењето на апетитот, така да тоа не е некој голема разлика каде ќе превагне, дали да се зголеми апетитот или да се изгуби. Повеќе е клучно лошите навики.
па дури да кажам и некакво оправдување дека кога сум под стрес јадам, да имам неконтролирано јадење при стрес. Значи, процентуално не е многу позастапено зголемениот апетит отколку намалениот апетит. Повеќе се некакви механички работи за кои што ние не размислуваме, јадеме без контрола, јадеме без размислување и без, да кажам, здрави навики. Благодарам на вистина за одвоеното време. Ми беше драго што имавме можност да направиме еден ваков убав разговор кој верувам беше од корист за нашите гледачи. Ви благодарам јас на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека беа добро дојдени сите овие информации, самиот разговор во овој празничен период. Уште еднаш ќе напоменеме дека главна причина за зголемување на нашата телесна тежина е нередовната исхрана и немањето на тие здрави навики кои што би требало да ги поседува секој од нас.